Дигиталните номади се лица кои со помош на новите технологии заработуваат и живеат како номади. Тие ги менуваат традиционалните работни места и осмислуваат како тие би можеле да функционираат виртуелно. Ова е најновата приказна. Годишниот Никола Атанасов работи дигитален маркетинг и веќе 10 години е дигитален номад. Со дигиталниот маркетинг почнав на фриленс ремоут проекти, каде што заедно со мојот најдобар другар, на кого сум му и кум сега, оформивме еден тим од 10 луѓе и почнавме да работиме најчесто за странски клиенти, 99% од клиенти не беа странски клиенти, и со тоа добивме некако слобода, немавме, да кажам, одмор како во секоја нормална фирма. Се работи, значи се патови се работи и од таму почнавме да шетаме. На почетокот почнавме во Европа, да кажеме поголемиот дел од Европа. Јас во Италија студирав, така што имам доста познаници во Италија и во тој дел доста прошетав. Шпанија, каде што живее мојата најдобра другарка, и генерално Медитеранот, пошто сакам да работам од плажа, па од Португалија, почнувајќи преку Малта, Грција, нашиот сосед тука блиску, до Турција го поминав поголемиот дел од Европа. Потоа, заради тоа што ми се допаѓа јужниот европски менталитет, се одлучив дека сакам да видам нешто слично, ама и нешто различно, па се одлучивме да одиме во Бразил. Не седевме доста долго колку што би сакале ние, но беше одлично искуство и би сакал да се вратам повторно пак во таа земја. Потоа дојде пандемијата, имавме малку, бевме затворени, малку имавме проблем со патување и се задржавме пак само во Европа. И кога се смири ситуацијата, отидовме во Азија. Но се договоривме, значи со уште двајца другари и другарка, исто дигитални номади, од Македонија, од Скопје, да решивме да поживееме малку, значи да останеме поголем дел од времето, за да може да ги видиме подетално работите, да кажеме различно, многу различно од Европа, и решивме во Бали да бидеме стационирани. Ги посетивме Ланкави и Куала Лумпур во Малезија, Сингапур, во Филипини бевме во Боракај, Манила, во Сајгон, во Виетнам. Исто еден период, и потоа се вративме во Македонија. Така што тоа беше едно одлично искуство, каде што може да се видат тотално различни култури, храна и не знам, менталитет на луѓето, тоа што го има тука, па и во Јужна Америка. Посетил толку многу држави во Европа, Азија и Америка, а Мароко му е фаворит поради богатата култура и начинот на живење. Дестинациите ги бираме во однос на тоа, на консултации со дигитални номади од светот, затоа што нас не е тоа само обично патување, нас не е потребно да има, не снимува струја, да има брз и стабилен интернет. И исто така гледаме и за безбедноста, поради тоа што нас не само што носиме опрема, во таа опрема има и, да кажеме, документации, работи кои што не се ни наши, туку се на клиентот, за кои што потпишуваме non-disclosure agreement. Така да, различни консултации и многу често се спомнува по форуми, разни групи каде што членуваме, каде е добро, каде да се посети, каде не, и во однос на тоа дали ни се свиѓа самото место. За да се биде дигитален номад, според него треба да се има храброст, да се биде сонувач, авантурист, да сакате да го прошетате светот и да поседувате дисциплина во организирање на времето. Никола слободното време го поминува со спортски активности. Еве што ќе им препорача на младите луѓе кои размислуваат да станат дигитални номади. Им порачал дека на почетокот е доста тешко во однос на наоѓање на нови проекти. Самиот почеток е тежок и треба да бидат доволно упорни.
Но јас мислам дека секој што сака што е љубопитен, што сака да истражува и да посети поголем дел од планетата, би му било добар избор. И генерално исто би сакал тука да спомнам дека во однос на финансискиот дел, со оглед на тоа што работиме најчесто за странски клиенти, ги охрабрувам да не се плашат и дека веројатно би имале подобра како се вика и постабилна работа него, да кажеме, во фирма во која ќе работат од 8 до 4 или од 9 до 5. Многу земји воведоа дигитални номадски визи кои им овозможуваат на вработените оддалечина, хонорарците и самовработените лица да дојдат да живеат и да работат таму за одреден период. Еве што истраживме. Дигиталната револуција на пазарот на труд ги наметна дигиталните номади. Станува збор за уникатно работно искуство кое нуди самостојност во поглед на фиксна работна позиција и фиксно работно време. Дигитални номади се луѓе кои што работат најчесто како индивидуалци и користат технологија за да работат од далечина. Меѓутоа не значи дека тие се во секој случај невработени. Тие можат да бидат хонорарци, можат да бидат луѓе кои што се предприемачи, имаат своји бизниси, најчесто електронски бизниси или некаков e-commerce сайт. И во многу често случаи се среќаваме со дигитални номади кои што работат како фриленсери или хонорарни работници. Оваа професија им овозможува на професионалците можност да работат од далечина, додека слободно патуваат. Секако за еден човек да биде дигитален номад, генерално тоа се луѓе кои што можат својата работа да ја обавуваат со својот лаптоп, имаат потреба од интернет конекција и тие се две работи кои што се доволни за еден човек да биде дигитален номад. Најчесто тоа се луѓе кои што работат во IT индустријата, консултантски дејности, маркетинг, дизајн и слично. Тоа е легална професија. Светот се бори со новиот тренд да го уреди законот помеѓу работодавци и вработени, меѓутоа во случајот кога работат на платформи отсуствува работодавецот, заради тоа потребни се нови форми на уредување на тоа вработување или таа работа. И сега таа работа од далечина може да биде и во рамките на една компанија. Постојат компании кои до ден денес ја оставија после ковид слободата на вработените да изберат дали ќе работат од далечина или од дома или во канцеларија. Во тој случај си подлежат на законите за вработување. Она што е од исклучителна важност за да може да ја извршат својата работна задача е добар и брз интернет и вештини за успешно користење на дигиталните алатки. Дигитални номади можат да бидат фриленсери, како и вработени во компании кои работат надвор од канцелариите. Во светски рамки податоците говорат дека има повеќе од 35 милиони луѓе кои се дигитални номади. За да бидеш дигитален номад, треба да имаш пристап до интернет. Најчесто се бираат локации каде што трошоците за живот се помали. Меѓутоа, многу често млади луѓе се дигитални номади од причина што сакаат да истражуваат, да се изложуваат на различни средини и да можат да себе си лично да се надградуваат со тоа. Значи, не е во секој случај дестинацијата каде што престојуваат, таа каде што можат да штедат. Се чини дека пандемијата дополнително влијаеше на растот на популарноста на дигиталните номади. Тие заработуваат од која било професија која е независна од локацијата, како што се блогирање, веб дизајн, онлайн тренинг, маркетинг, финансиско планирање, вложување, графички дизајн, преведување, организирање на тренинг обуки и друго. Најчесто ги гледаме на платформите за труд, луѓето што се фриленсери, дека нудат пред се услуги од типот на програмирство, веб дизајн, развој на софтвер, дигитален дизајн, дигитален маркетинг, има креативно пишување, блогови, често пати среќаваме дури сметководители, рекрутери за човечки ресурси, има едукатори, ментори. Тие занимања се навистина од широк опсек и до ден денес таквите професии се повеќе и повеќе се адаптираат и допарва учење за нови професии кои можеле да бидат понудени и онлайн. Многу земји воведоа дигитални номадски визи кои им овозможуваат на вработени од далечина, хонорарците и самовработените лица да дојдат да живеат и да работат таму за одреден период.
Визата за дигиталните номади, наедноставно кажано, е документ кој што му овозможува на странецот да влезе и престојува во друга држава, од која што може да ја работи својата работа. Меѓутоа, пред да се појави визата за дигиталните номади, се појави потребата за регулирање на тој начин на живот, а тоа го овозможи генерално IT индустријата со технологијата, порастот, каналите за комуникација и слично. И пред да дојде да се појави визата за дигиталните номади, тоа беше претходно еден ниш животен стил кој што не многу луѓе го практикуваа, меѓутоа да речеме 2020 прерасна во мејнстрим движење и откако прерасна во мејнстрим движење, некои држави го видаа тоа како можност да го искористат, да ги привлечат практично тие луѓе кои што живеат таков живот во нивните земји, па затоа ја и овозможија визата за дигитални номади. Дигиталната номадска виза е посебен вид виза што им овозможува на професионалците кои работат на далечина да престојуваат и работат во странска земја, додека заработуваат приход преку работа од далечина или онлайн деловни потфати. Доколку дестинацијата им овозможува престој и доколку плаќаат данок во државата во која што престојуваат, а тоа следува после 6-месечен престој во една држава, тогаш тие можат легално да работат својата работа од каде сакаат во светот. Сега многу често зависи тоа од типот на работа што задачите што ги завршуваат. Тој тип на задача треба да биде лесно изводлив, да бидат, ние ги викаме дигитални работни места, меѓутоа не мора да значи. Многу е важно само да можат да испорачуваат од таму од каде што се. Специфичните услови и услови за дигитална номадска виза варираат во зависност од земјата што ја нуди. Прилика ние сме свесни за трендовите надвор, бидејќи се, да речам, по напредни и со поголема динамика се случуваат. Визата за дигитален номад беше популарна во островските земји, па понатаму една од поспешните земји што тоа го уреди беше Португалија, Хрватска е на тој пат. Генерално условите варираат во земјите, секоја земја си има свое право интерно да ги регулира законите и условите по кои дигитален номад ќе може да влезе и да престојува, меѓутоа во суштина пак има некои заеднички работи за сите тие земји. Тие заеднички работи се дигиталниот номад да има редовен приход кој што го остварува од работење, да има здравствено осигурување и да има генерално обезбедено сместување во земјата во која што сака да престојува и да работи. Некои земји имаат воспоставено специфични програми или визи насочени кон привлекување работници од далечина, предприемачи и програмери со странични турканици, додека други може да понудат поопшти долгорочни визи што секој може да ги користи. Според Visa Guide, помеѓу најдобрите земји за дигитални номади се Шпанија, Аргентина, Романија, Хрватска. Шпанија ја воведе својата дигитална номадска виза во јануари 2023 како дел од законот за стартување, кој го поттикна претприемништвото и странските вложувања. Италија од 4 април започна да прифаќа пријави за дигитални номадски визи во траење од 1 година, а заинтересираните можат да закажат термин во италијанскиот конзулат во нивните земји. Откако се појави движењето на дигитални номади, меѓу пионерите од земјите кои што ја увиде можноста да ова го регулира беше Естонија. Таа во 2020 ја воведе визата за дигитални номади како можност, кај што сакаше да ги привлече овие луѓе во нивната земја и направи голема кампања, не само во однос на виза за дигитални номади, туку и пошироко добива дигитален идентитет, може да отворат фирма со тој дигитален идентитет, да плаќаат даноци и слично, така да Естонија беше меѓу пионерите во 2020 која што ја воведе оваа виза за дигитални номади. Меѓутоа, со текот на времето, најмногу успеа да привлече дигитални номади и уште привлекува Португалија. Голем број на дигитални номади се во Лисабон, има некои статистики, не знам колку се точни, помеѓу 8.000 и 10.000 на годишно ниво поминуваат дигитални номади во Лисабон, да кажем. Има и други земји, да кажеме, во Европа, кои што ја овозможуваат дигиталната визата за дигитални номади како бенефит. Најблиску можеби до нашево законодавство е и Хрватска, која што однеодамна и таа постави таква една програма.
Меѓу предусловите е и валиден пасош, здравствено осигурување и потврда дека лицето не е под истрага или законски санкции. Кажете ми што точно значи да се биде дигитален номад? Дигитални номади се лица кои што ја користат технологијата да работат од далечина, додека патуваат или живеат на различни локации. Всушност со напредокот на технологијата и особено со интернетот, ова им овозможи да работат од било каде од светот. Дигиталните номади, односно суштината на начинот на живење како дигитален номад е таа флексибилност и слобода која што им го нуди овој стил на живење. Дигиталните номади се водат од искуствата кои што ги добиваат, односно на нив многу им е значено да додека работат, да имат можност да истражуваат нови култури, да посетуваат нови места. Иако оваа професија се роди благодарение на дигиталната револуција, се чини најголемата популарност ја стекна за време на пандемијата. Или така најмногу ги забележавме дигиталните номади? Токму така, баш за време на пандемијата, овој тренд доби брзо растечки раст и во тој период мислам дека и фирмите мораа да се приспособат за работа од далечина, исто така и нивните вработени. Во тој момент за првпат мислам дека почувствуваа како е да најдат некој баланс помеѓу нивната работа и помеѓу својот приватен живот. Исто така и многу земји го согледа овој тренд и ги согледа придобивките кои ги имаат односно економските придобивки кои ги имаат од дигиталните номади. Така што сметам дека и во иднина овој тренд се повеќе ќе расте, баш токму поради тие предности и флексибилност и слобода која што им ги нуди на луѓето. Би сакала да ги споменеме професиите за кои што е најкарактеристично професионалното занимавање дигитален номад. Дигитален номад може да биде секој, односно секој чија професија може да се работи на компјутер со добра, стабилна интернет конекција. Најчести професии се IT професиите, односно може да бидат и дигитални маркетери, графички дизајнери, девелопери, програмери, но може да бидат и професии како преведувачи, правници, предавачи на курсеви и слично. Значи секој кој што не е ограничен со физичка локација, па дури и работно време, може да биде дигитален номад. Кога кажуваме дека има слобода, се чини дека тоа не е согласно закон регулирано, но сепак станува збор за професија која што има одредени права и обврски кои сепак мора да се почитуваат. Така е, токму така. Дигиталните номади ја уживаат таа слобода, но во зависност од сепак мислам мора да се придржуваат до некои правила и прописи во државата во која што престојуваат. Многу земји нудат визи за дигитални номади, но секоја земја е различна во поглед на правилата кои што треба да се и барањата кои што треба да се испочитуваат. Оваа виза се дава на овие лица без разлика односно тие не мора да бидат вработени во некоја локална компанија. Напротив, има одредени барања кои што треба да ги исполнат и ја добиваат таа виза. Многу земји ова го гледаат како позитивно и затоа го искористуваат овој момент, бидејќи сите оние лица кои што ќе добијат таа виза, кои што престојуваат во таа земја, своите финансиски средства ги користат во таа земја, односно ја поттикнуваат таа локална економија. Како е кај нас? Кај нас ситуацијата е се уште на стендбај, односно се уште визата е во процес на реализирање, односно воведување на таа виза. Ние во Импакт фондација, односно Импакт фондација е фондација за одржив развој и работиме на развој на екосистемот за фриленсинг. Оваа година во април ја одржавме втората фриленс конференција на која што имавме една панел дискусија за тоа дали и како да ја направиме Македонија привлечна за дигиталните номади. Имавме гостин дигитален номад од Турција кој што престојуваше тој период во Македонија. Клучни поенти од таа дискусија се дека на Македонија е потребна многу поголема промоција во поглед на тоа што го нуди како култура, како природни богатства, знаменитости, но и дека ние имаме ниски трошоци за живот. Дигиталниот номад посочи дека он се води од искуствата и дека е многу задоволен од тоа што ние имаме во Македонија. Единствена пречка ја посочи тоа дека нема дигитална номадска виза. Односно, визата која што има е туристичка, му завршува и он е приморан да ја смени локацијата.
Овој пат му беше втор пат во Македонија, што значи дека он сега моментално е надвор државата, додека да помине одреден период да може повторно да се врати. Голем број на дигитални номади токму го прават истото, бидејќи таа виза е ограничувачка, односно најчесто е туристичка и мора да го напуштат местото пред да можат повторно да се вратат. Има бројни истражувања кои што ги следат локациите кои што се атрактивни за дигиталните номади. Македонија често се наоѓа во првите 10, па во таа насока колку кај нас населението препознава што е дигитален номад како професија. Дали сметате дека тука младите ја препознаваат таа професија, можеби се гледаат, а додека пак онаа средна генерација се уште не може да го прифати тоа како професија? Да, сметам дека постојат многу нејасноти кај постарата генерација за тоа што значи да се биде дигитален номад, односно таа флексибилност и слобода можеби малку не им е позната, не се научени да функционираат на тој начин на живот, но помладата генерација, вклучувајќи доста фриленсери од кај нас, се дигитални номади. Значи, они ги согледуваат тие предности кои што ги нуди дигиталниот номадски живот. Еден ден се работат од Cowork простор во Скопје, нареден месец можеби работат од некоја плажа од Шпанија. Во Македонија последниот период имаме тренд на coworking простори и тој тренд на некој начин веројатно расте со заинтересираноста на дигиталните номади, особено кај младите. Колку сметате дека тоа има простор да се развива во иднина? Апсолутно. Трендот на растење на изголемување на бројот на cowork простори е во моментов постои, односно cowork просторите се простори кои што им нудат на сите оние кои што работат од далечина или се фриленсери или во случајов дигитални номади, простор, канцеларија за работа. Имаат вклучувајќи и храна, и пијалоци, некои други поволности како конференцијски сали, проектори и простори за настани. Едно нешто кое што е клучно, кое што им го нуди е можноста да се вмрежуваат со останати личности од нивните професии или од други професии. Најчесто животот на дигиталниот номад, доколку работи од дома, може да биде малку изолирачки, па затоа овие cowork простори мислам дека ја согледаа можноста да искористат токму да даваат услуги на овие лица. Исто така нешто кое што го согледавме ние на панел дискусијата на конференцијата, дека и хотелите, во овој случај Резорт Маврово, нудат исто поволности и понуди за престој на овие дигитални номади. Како се третира менталното здравје, бидејќи често пати веќе во последниот период се забележува дека кај дигиталните номади, иако звучи атрактивно да имате слободата, сепак изолираноста понекогаш е предизвик за менталното здравје. Токму така, менталното здравје мислам дека зависи од секој од нас. Дигиталните номади се личности кои што доколку не успеат да го најдат тој баланс помеѓу приватниот живот и професионалниот живот и доколку не успеат да се вклопат во таа култура или во таа средина кај што работат, често може да доведе до чувство на изолација и самотија. Но мислам дека се повеќе и повеќе ние сме свесни за менталното здравје и колку е важно менталното здравје. Токму затоа овие настани за вмрежување, cowork простори нудат на овие личности да запознаат други лица кои што би можеле да остварат пријателски однос, па понатаму можеби и соработка. Многу често се жалат луѓето дека е тоа обврска секој ден да се оди нели на работа од 8 до 4, дека е тоа врзување и дека е тешко и напорно, но има тоа позитивни и негативни страни, како што има позитивни и негативни страни кога самите би го организирале времето. Тоа значи дека самите треба да имаме развиено добра дисциплина и добро поставени цели кои сакаме да ги постигнеме. Тоа значи дека треба да ги имаме во предвид и добрите и лошите страни. Добрата страна е тоа што викам, можеме да го комбинираме работното време како што нас ни одговара во согласност со оној приватен живот кој го имаме, можеби семејство или пријатели, но можеме и да не го испланираме добро времето, така да се створи она натрупување на работните обврски и да баш не знаеме што да правиме кога веќе ќе има поставено рок некој за постигнување на одредена цел.
Да, тоа често се случува ако таквото лошо менаџирање на времето долго време трае и ако почнат токму своите работни обврски да ги почнуваат во време кога останатите кои се во редовен работен однос до 4, нели, после тоа почнуваат тие со работа и едноставно се поклопуваат, нема простор за дружење и, нели, дружење со пријателите или со блиските. Токму таквиот избор, таквото менаџирање на времето да не е во согласност со останатите околу него, околу тој што, нели, избрал да работи така, се повеќе ако тоа долго трае, веројатно ќе води кон некоја изолација, а долго време изолираност води кон осаменост, што морам да кажам дека е лична одговорност и личен избор. Може би на почетокот е дека имаме пријатели или некои блиски кои ќе се погрижат за нас и кои ќе не мотивираат да, нели, не се случува тоа, да некако излеземе од таквата позиција и да дадеме некогаш приоритети на приватниот живот. Но тоа е нешто што буквално се остава како терет на останатите. Ако секој не ја превземе одговорноста за себе си и да се погрижи за себе и некогаш да даде приоритет, нели, да има кога е работно време, а кога е приоритетно дружењето и она како да си го исполнуваат слободното време. Најдобро е ако имаат можност да го планираат времето, да ги постават целите и кога веќе имаме поставени цели, да се испланира времето во секој ден, да има простор кога работам, а кога ќе биде време за себе, за слободни активности, за можеби некое хоби, време со пријателите, спорт некој, забава, нели, дружење, социјален живот. Да се стави како приоритет тоа, да не се стави како нешто неважно и што ако денеска јас не се видам со никого, нели, барем ќе завршам работата, најчесто така размислуваат, нели, да го постигнем, рокот е важно. Некогаш тоа е во ред, но ако е тоа на краток рок, ако тоа е, да речеме, ден, два, три, недела дена, и дури недела дена е веќе многу. Кога веќе го планираме времето да имаме кога работиме и кога е делот, нели, за одмор, тогаш веќе многу помала шансата да се случи да дојдеме во таква состојба на осаменост, состојба каде што, нели, ние не се грижиме за себе си, а и веќе другите не се грижат за нас. Времето поминато со себе, ако збориме за она слободно време, може секако да биде интересно, забавно, доколку го исполниме со некои активности кои ќе ни бидат задоволство, кои сакаме да ги правиме, кои не исполнуваат, кои не енергизираат и токму тие се важниот дел од денот кои ќе не енергизира, мотивира да можеме да бидеме попродуктивни на работното место, да ги извршуваме работните обврски без разлика дали сме негде вработени или пак самостојно работиме. Балансот е многу важен и тоа секако се постигнува со добро менаџирање на времето. Кога имаме добро менаџирање на време, добро планирање, значи кога ни е организирано така да не трпат обврските, нели, да не се препуштиме на она дека имаме доволно време, немаме шефот на нас не е тука за да не опомене, туку самите го планираме времето и обврските до кога треба да ги завршиме, а потоа и она слободно време како ќе го поминеме, тогаш веќе има некој баланс. Кога е нарушен балансот, тоа значи дека лошо менаџираме со времето. Статусот на дигитален номад беше предвиден со измените на Законот за странци во октомври 2021. За сега нема некоја посериозна промена. Еве што покажуваат податоците кои што ги проверивме. И Македонија направи обид за регулирање на статусот на дигитални номади во февруари 2021 година. Ова беше предвидено со измените на Законот за странци во октомври 2021, но засега не стигнаа до финализирање. Со овие измени на дигиталните номади странски државјани ќе им беше овозможен привремен престој во Македонија. Законски ќе можеше да останат во државава најмногу една година со можност да се продолжи нивниот престој.
Дополнително, дигиталниот номад ќе биде во можност да го донесе и своето семејство, односно привремен престој ќе им биде одобрен и на членовите на неговото семејство. Во барањата за дигитална виза во Македонија стои дека е потребен валиден пасош, здравствено осигурување, доказ за вработување и чисто криминално досие од полиција. Најчесто во нашава земја дигиталните номади за работа ги одбираат коворкинг просторите. Се наоѓаме на една од локациите во град Скопје каде што дигиталните номади може да го искористат просторот за да си ги завршат своите работни обврски. Можат тука да се присутни од понеделник до недела, од утро па се до полноќ. Она што им е важно е просторот да има добра интернет конекција. Во моментов, дигиталните номади странски државјани може да се задржат во земјава 90 дена. Кога ние ќе уредиме нашата средина во која што ќе почнат да доаѓаат дигитални номади, тогаш ќе ја средиме средината и за фриленсерите во нашата земја. Некогаш тоа оди обратно. Природниот пат е прво да ја средиме за нашите фриленсери и да станеме со тоа привлечни и за фриленсерите од светот. Меѓутоа, со самото тоа што сме земја со ниски трошоци за живот и даноци, мислиме дека веќе сме привлечна земја. Македонија може да се позиционира како атрактивна дестинација за дигиталните номади, нудејќи збогатувачка и поддржувачка средина за работа на далечина и поттикнување на економскиот раст преку овој тренд што се појавува. Токму и затоа, неопходно е да се преземат стратешки чекори во регулативата. Во законот за странци ќе треба да биде регулирано ова. Готов е текстот, тој текст е готов веќе неколку години наназад. Се уште стои како предлог измени на законот. Според членовите од измените во законот за странци има неколку услови кои што доколку поминат во моменталната верзија, ќе треба еден дигитален номад да ги исполнува, а тоа е да има примање од минимум 1500 евра месечно, треба да биде вработен и тоа да го докаже со потврда од работодавецот да е осигуран во социјално осигурување, да има нели здравствено, и во суштина да биде резидент на земји членки на ЕУ или ОЕЦД. Според Номад Лист, Македонија е оценета како земја со бавен интернет, добар ноќен живот, лош квалитет на воздух, недоволно развиен здравствен систем, небезбедно за жени и задоволително ниво на среќа. Реалната состојба со дигиталните номади сега е тие доколку не го регулираат престојот, ја користат оној туристички влест како туристи и можат да престојуваат доколку се од земјите од ЕУ и ОЕЦД до 3 месеци. И потоа треба да ја напуштат државата 3 месеци за да можат пак уште 3 месеци да се вратат, така да во моментот дигиталните номади кои што сакаат само да престојуваат во Македонија со нерегулиран престој како туристи до 3 месеци, меѓутоа оние што ќе ја засакаат Македонија имаат можност да отворат своја компанија тука, па да се вработат во својата компанија и да добијат постојан престој до 1 година по основ на вработување. Оваа професија си има своји предности, но и своји предизвици. Фриленсерите се луѓе што сакаат да потенцираат дека имаат слободен начин на живот, а всушност таа слобода се однесува на слободното работно време, флексибилни часови, избор и организација на сопственото време, па и локацијата за дигиталните номади, и тоа е многу погоден животен стил, особено за млади луѓе, но и за фамилиарни луѓе кои што сакаат да ги обврскиваат, да ги распоредуваат во текот на денот. Фриленсерите имаат можност да работат за големо портфолио на клиенти, да ги следат глобалните трендови, за да испорачаат услуга која што е глобално конкурентна. Значи, имаат кариерен раст некогаш и многу побрз од тој што би го имале кога би останале вработени во една компанија. Во многу голем број случаи фриленсерите се вмрежуваат меѓу себе и разменуваат искуства кои што инаку би биле ограничени од корпорацијската култура во една компанија. И сега обратното на тоа е дека тие се сами своји менаџери и немаат постојан приход, не можат да го испрограмираат во текот на годината, односно мораат сами да работат и на својот пич, на својата продажба, кога се
промовираат себе си, сами да го изработат и маркетингот и всушност техничката задача за која што се најмени. Фриленсерите во нашата земја имаат тешкоти да ги покрај постојаните приливи да ги организираат и своите паушални давачки, односно кај нас нема можност да се биде и обврзник према пензискиот фонд и да се направи здравствено осигурување доколку веќе го немате тоа уредено преку договор за вработување. Во различни земји сите тие се предизвици различни, меѓутоа следиме дека во еден 10 годишен период фриленсерот може да направи доволно многу работа за потоа кога ќе се вработи да биде конкурентен вработен и во компанијата каде што ќе влезе. И заради тоа мислиме дека и овој начин на живот каде што дигиталните номади можат и да патуваат и да истражуваат нови средини, да си обезбедат личен раст е всушност многу погоден и потребен за млад човек. Дигиталната писменост е една од најважните вештини во денешно време. Таа е вештината за истражување, анализа, проценување на податоци и нивна трансформација во информација, преку која се пренесува знаење во дигитален формат. Овој вид на писменост интегрира збирна знаење, вештини и однесувања при користењето на дигиталните алатки. Дигиталната писменост не го менува традиционалниот облик на писменоста, туку е нов облик на современата писменост во дигиталната ера. Секој од нас дигитално поседува идентитет, односно има можност за креирање и управување со нашиот идентитет на дигиталните платформи. Влегувањето во дигиталниот простор значи дека сме изложени на онлайн комуникација, односно креирање на онлайн комуникацијска мрежа. За да може да комуницираме дигитално, неопходна ни е дигитална интелигенција која представува способност за емпатија и комуникација онлайн. Во дигиталниот свет секој од нас е изложен на голем број ликови со кои комуницираме. Оваа изложеност бара да стекнеме вештини за дигитална сигурност и дигитална безбедност при користењето на онлайн медиумите. Дигиталната писменост е стекната вештина со која ние учиме како да ги употребуваме дигиталните алатки правилно, етично и одговорно. Дигиталните номади заработуваат од која било работа која е независна од локацијата, вклучувајќи блогирање, веб дизајн, онлайн менторство, маркетинг, финансиско планирање, вложување, графички дизајн, преведување, организирање на тренинг обуки и слично. Иако звучи атрактивно, сепак постојат предизвици за работата како дигитален номад. Денес ви ги представивме. Довидување до следната приказна.